Колега Мисовски, еден голем лайк за вас, бидејќи навистина многу театрален говор. Не очекував од вас, бидејќи секогаш сте критички настроени, очекував малку пореално, нели, да настапите. Прво, не можам се согласам со вас дека ние сите сме ја дискредитирале кандидатката за министерка. Второ, во половина од вашиот говор се осврнавте на она што направи оваа влада на меѓународен план. Да ве потсетам, денес не бираме министер за за вице-премиер за евроинтеграција, не се бира министер за надворешни работи, туку денес се бира министерка за финансии. Од вас најмалку што очекував е да се фокусирате на економската состојба во државата и да и кажете на идната министерка каде би требало да се фокусира, бидејќи вие не верувам дека вие не ги познавате работите, бидејќи ве ценам како колега, мислам дека поприлично сте долго во Собраниево и вие точно знаете кои се слабостите и фалинките на оваа влада. И затоа мудро одлучивте да зборувате за она што направи оваа влада на меѓународен план. Не можам да се согласам со вас дека вие тука држите говор како да сте на билдинг, па сега психолошки ќе ја јакнете идната министерка, колку она не треба сега да потпаѓа под притисоците, да не падне жена во депресија. Јас ќе ве замолам, конкретно од вас барам, да и дадете совети, кои што верувам дека сте добронамерни. Што треба таа да прави во незиниот ред? А верувајте, таа штом се нафатила да биде министерка за толку краток временски период, во состојба каде што гори државава на економски план, таа знае што ќе прави. Не треба вие психолошки да ја кажувате ти Нина си многу јака, ти ова, ти она. Тоа на некој следен тим бил ќе ве повикаат. Ви благодарам. Горан Мисовски.